Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек на ТВ Сонце и вечерва морам да го исклучам, заборев пред гостинот да ви го најавам да го исклучам мобилниот. Ќути Брукал, можеш уште еднаш да пуштиш обично се подготувам, ама се зазборевме во целава ситуација. Па двајца новинари седнете на иста маса, уште да нема моја израз. Здраво, друже, добре дојде. Здраво, друже, фала ти на покана. Инфомакс, чекај, јас малце се... Ајде, пушти ми ја шпицата уште еднаш. Морам да го исклучам, ме дефокусираше телефонот 30. Го исклучив телефонот, го исклучи ти твојот. Ја немам ови Android, ја ако може уште една шпицата, ја мојот не го исклучи. А ти си на iPhone, ти малце поиш, ти ќе треба да се убедуваш со него. Да, ќе треба. Јас се извинувам заради, нели, и во овие една минута разговаравме, нели, колку е демистифицирана телевизијата, дури и добре дојдени ми се вакви гафови, затоа што онаа формалност одамна пропадна, народот и публиката се научи на нешто сосема друго. Но, првин официјално сепак да те представам, Александар Митовски, главен и одговорен уредник и собственик на порталот Инфомакс. Добро вечер и добре дојде. Добро вечер и добро ја најдов, фала ти на покана. Ти кажав уште пред да почнеме с емисијава, прво да ти честитам на 20 години успешна кариера и да ти кажам дека со твоите емисии меѓу другите пораснав во оваа професија, да речем. Па камо пиар бе, напис, прашни ми некоја новинарка, интервју, покани. Се шегувам, нема проблем. Јас одмah гледам у телефонов да ти закажам одмah новинарка да ти донесам, разбираш да ти прави интервју. Се шегувам. Не сум ја толку битен, јас сум обично тој домаќинот. Ме интересира, пред да одиме на Инфомакс, ме интересира малку повеќе за тебе. Познат си по јавноста, ги разбрануваш работите и дали е тоа добро или лошо, воопшто не навлегувам, но навлегувам дека имаш кохонес и вознемируваш одредени кругови. Тоа ми се допаѓа. Ми интересира твојот бекграунд. Со што си се занимавал, како дојде до ова и така натаму, малку твоја биографија. По професија, јас сум дипломиран правник. Новинарството, се одлучив на новинарство, иако јас не го сакав воопшто новинарството, кога бирав професија. Се одлучив за новинарство заради тоа што кога се пробав во правото, јасна е ситуацијата во првите година дена од прилика, како стои кај нас правосудниот систем, како функционира политиката внатре во судот, во обвинителството, и дека ако немаш врски, ако немаш доволно за да ги носиш на ручек тие кои што треба да одлучат во твоја корист, генерално ќе ги загубиш случаите и тоа е така за жал во последниве 30 години. Јас во тој момент ја немам бекграунд, мојата фамилија да биде адвокати, суди со генерации, па јас само да ги наследам клиентите или врските или контактите понатаму со тие кои што би требало, нели, со кои што би требало да работам. Се одлучив на новинарство заради тоа што го гледав новинарството и се уште го гледам новинарството како единствена можност да стигнеме до правдата, да стигнеме до вистината во држава. Знаеш како, влегуваат
гледаш каква е ситуацијата, сите гледаме каква е Ќе ситуацијата. анализираме Во ситуацијата. судството, само на кратко сега да ти кажам зашто се одлучив на крајот за новинарството. Ако е телевизијата веќе е демистифицирана, нели околу тоа збориме, околу судот и околу правосудството се уште стои тој вел на мистика. Не се знае што се случува внатре, не се знае и многу е лесно да се манипулира. Време е да го трнеме тој вел на зад кулисни игри над позади овие како да ги кажам, сиви еминенции кои што го контролираат нашиот живот и општеството, и мислам дека новинарството е правилната професија за мене. Кога влезе во новинарство, што работеше, од кога работиш? Тоа ми Новинарство работам од 2013. 2013. Да. Започна со Инфомакс, започна со Медиум, каде беше? Започнав прво како колумнист во некој од медиуми, нема да ги именувам сега уште тогаш. Не е битно. Да, се ориентирав на новинарство кога видов дека и тие медиуми каде што тогаш пишував колумни и настапував ме замолува текстовите да ми бидат вакви или онакви, во нечија корист, на нечија страна. Тоа не е мој стил на функционирање во животов. Тогаш одлучив да го направим Инфомакс, собравме една исклучително квалитетна екипа и Инфомакс е тоа што е денес. Што е Инфомакс денес по тебе? Може ја да кажам мојата перцепција за Инфомакс. Инфомакс ми влегува е секогаш она Blade Runner, трча на работ, од една страна да влезе во на работ помеѓу врвно, крајно коректно новинарство и крајно некоректно новинарство. Мислам дека Инфомакс тука некаде трча. Дали се согласува со мојава констатација? Апсолутно согласен со твојата констатација и тоа е и намерата на Инфомакс, заради тоа што не секогаш можеме да бидеме коректни кога сакам. Во ситуација кога има ситуации кога коректноста би му била само од корист на оној кој што би требало да биде тема или предмет или субјект на текстот. Ако бидеме коректни во такви ситуации би била прикриена неговата зла намера или неговиот, да речам, неговата девијација од тоа што е општествено правило. Затоа и некогаш имаме и некоректни текстови, да ги кажам така, за да немаме опција каде што уште еднаш би му се дала можност на некој таков човек или некоја таква ситуација да ја манипулира јавноста. Знаеш колку теми се отвараат овдека? Дали ти е јасно да сега експлодира, овака кога би го ставиле би изгледало како еден коронавирус со мал милион подтеми од каде што немаш каде да отидеш. Ја ќе признавам дека не секогаш сум имал многу кохоња за некои работи. За некои работи сум имал и сум ги кажувал. Сум ги кажувал кога сум мислел дека тоа нема да има последици. Кога сватив дека има последици, а дојде и фамилија, почнав и да се самоцензурирам, ја не се фолирам дека сум најхрабриот, затоа што не сум знаел како со системот секогаш можам да се носам. Дали беше свесен кога влегуваш во такво нешто, дека ги бидеш подготвен и за, ајде да речам, такви некоректни написи, статии, напади, кои едноставно се согласувам со тебе дека коректноста нели е глумење за да се заскрие, а па да, ние сме за демократија, ете он не се согласува со мене, ама не ти дозволува. Еве ќе ти кажам околу еден пример околу коректноста. Се сеќаваш сигурно дека овие текстови, еден дел од текстовите кои што ги пишував беа на теми рекет и она ситуација со Катица Јанева. И тогаш се повикував на искази кои што беа дадени од оштетените страни во обвинителството, се повикував на искази во кои што пишуваше, например, јасно дека сегашната министерка за одбрана Радмила Шекеринска во неколку наврати се видела со Бојан Јовановски Боки 13 и Катица Јанева на ручеци, дека Радмила Шекеринска била редовен гостин во домот на Боки 13. Ама тие ги видовме фотографии ние? Да, ќе стигнам до тоа. Во тој период Радмила Шекеринска наместо да објасни што правела таму, Радмила Шекеринска не обвини нас дека сме ширили лажни вести. Тогаш не беа излезени тие фотографии. Така. Ако во тој момент дозволевме коректност во написите, точно е дека сме били некоректни, сме требале да ја земеме и низината страна, тоа е точно, но тогаш ќе го изрелативизиравме
текстот и ќе дозволевме на Шекеринска уште еднаш да манипулира со јавност. Подоцна се докаже дека Радмила Шекеринска, ги видовме сите фотографиите, била гостин кај Боки 13 дома, била со Катица Јанева кај Боки 13 дома и практично се потврдија сите мои тврдења во тој текст, кои што ќе беа изманипулирани или ќе беа релативизирани ако во моментот кога го објавав текстот и дадев медиумски простори на Радмила Шекеринска. И тоа е одлука, тоа е уредничка одлука која што ја прават сите сериозни уредници, сите сериозни медиуми во секаде во светот. Бираат кога и како и на кој начин ќе му дадат медиумски простор на соговорникот, на едната или на другата страна. За единствена цел на таквата уредничка одлука е да се достигне да се достигне правилно испраќање на пораката до јавност. Затоа е тој Blade Runner трчање и мислам дека досега повеќе сме направиле корист за македонскиот народ и за оваа држава отколку штета. Ај вака уште малце за тоа новинарство. Мене првин ме обвинуваа на почеток заради мојот неформален пристап и начин на говор и така натаму. Ме обвинуваа за едно, за друго, за трето, не заради партиска обојност, туку заради начинот на кој. Па испадна дека откако се појави главниот знаменосец на оваа власт или претходната опозиција, аналниот кој со највулгарни, нели, вас ве обвинуваат за некаква вулгарност, но никогаш не беа осудени, нели, токму од нив финансираните медиуми кои на крајно вулгарен начин, па и ден денеска се уште тоа го прават. Со смртта на Есма Реджепова, требаше овој да цркне, што не цркна порано, овој бил, сега да не ги употребувам зборовите, ваков, таков, онаков, кај нас. Пениси во устата на моите деца. Да. Види, може би си од мене по смирен човек, ја во таква ситуација како што се најде ти на стадион. Ја знам таа ситуација, би поминал многу драстично полошо. Види, тоа е таа девијација во општеството и тоа е тоа што не тера нас да бидеме не секогаш да ги следиме новинарските норми. Ние не сме во ситуација кога новинарските норми, правила и етичките одредби се доволни за да ја пренесат вистината до јавност. Во овој момент тие се ограничување за слободата на мислата, затоа што таква е државата. Еве ти го кажав примерот за Радмила Шекеринска, на пример, ќе ти го кажам и примерот за... Ти даде ли изјава после тоа? После тие фотографии Шекеринска? Па не, дека тоа не било ништо чудно тие. А тоа ништо чудно? Да се знаело одамна. Иако 3 месеци претходно тврдеше дека таа воопшто не било и дека јас сум ширил лажни вести. Што значи нив им е дозволено после месец-два тотално спротивна работа од првата лага кажана да кажат втора лага, како беше она, ја Боки го познавам само од телевизија. Да. А после го гледаш сликан до него, седнат до него, гушнат со него, микрофон со него. Не зборам за Радмила Шекеринска, зборам за една цела болумента која денеска глуми не знам што во општество. Па ево, земи го на пример Кирацовски. Кирацовски во тој момент тврдеше дека ќе не тужел, не знам што ќе правил. И го снема Кирацовски. Кај е тужбата? Ја нема тужбата, но го снема. Па ајде го чекаме од Кирацовски, нека ве тужи. Да, тогаш му порачав. Слободно тужи на нас на суд. Ние ќе поише тебе ќе ти штети отколку на нас. И се откажа од таа тужба, ќе ти кажам уште еден пример. Мислам дека веќе не поминува, не ве застрашува тоа. Правник си, нели, ти знаеш малце. Не ме застрашува воопшто, ќе ти кажам, јас иако бев осуден, јас сум осуден на затворска казна. Токму за тие текстови. Што конкретно? И кој? Јас сум осуден за еден од тие текстови. Првиот од тие текстови беше наречен Катил Ферманот на Катица Јанева. Тој текст содржеше делови од исказот на бизнисменот Орце Камчев, во кој што беа наведени сите овие ситуации, како бил рекетиран, како му биле се заканувале луѓе, власта и слично. Јас бев осуден во 45 минути за оддавање на службена тајна. Што било службена тајна тука во тоа? Исказот бил службена тајна. Иако не е Исказот на Орце Камчев. На Орце Камчев бил службена тајна. Иако тој не беше класифициран никаде. Добро. Дополнително законот за класификација мене ме предвидува како јавност. Добро. А службеникот како службеник задолжен да ја чува службената тајна. Кривичниот законник вели дека тој што му е направил достапна на јавноста таа службена тајна,
треба да одговара. И сега по логика ако погледнете, јас сум јавноста, јас сум представник на јавноста. Апсолутно си. Службеникот кој што мене ми ја дал Ја носи одговорност. Ја носи одговорност. Но тој не ја донесе, ама ти си осуден. Да, тој не ја донесе, јас сум осуден, но обвинителката Русковска рече дека било незгодно да врши истрага на незините колеги, затоа ќе удирала по новинарот, имено по мене. Имавме ситуација кога судиката Љубинка Башевска, мислам дека се викаше, во 45 минутно рочиште ги помина сите процесни действија од подготвително рочиште, главна расправа, завршни зборови и пресуда. 45 минути траеше се до... Која година? Тоа беше 2020. Условно. Условно, да. Што е повторување на делото? Да прозбориш нешто за тоа пак? Не, повторување на дело и добивам уште една службена тајна. Објави во меѓувреме? Уште 6. И кај се сега? Па сега ги нема, заради тоа што по таа пресуда реагираше Американскиот State Department. Аха, да, thank you very much. Да, во чии извештај бев именуван јас како новинар на кој што власта му се заканува, му врши притисок со затворска казна, веќе една ефективна, иако не е правосилна на апелација, но е 6 месеци затвор или 2 години условно. Имав во меѓувреме уште 2 други кривични процеси кои што завршија во моја корист. И сега види, ако ние застанеме и се исплашиме тука, што останува за другиот, за обичниот народ? Не, обично викаат, ние имаме поддршка од американци затоа што работиме правилно. Но една работа забораваат дека американците колку и да ти даваат тие странците поддршка, дека они нема да ти идат против нивните принципи. Апсолутно. Длабокото грло или свиркачите кои во аферата Watergate, мислам дека и ден денеска се живи и здрави, влакно не им фали. Заштитени се како... Не само што заштитените беа и наградувани. Значи, луѓето кои срушија председател на држава, на најмоćната држава на светот, заради оддавање службени тајни, на прислушкување, каде што вие службени... Тоа не беа ни службени, само ќе те поправам, тоа беа воени и државни тајни. Тие се државни тајни. Да, тоа се највисока класификација на тајни. Службена тајна е најниска класификација на некој документ, на некоја тајна. Иако, повторно ќе кажам, документот кој што беше објавен, или делови од документот кој што беа објавени, воопшто не беа класифицирани како било каква тајна. Така. Уште помалку службена тајна. Најинтересен ми е случајот на Орце Камчев, кој во моментов служи третата притворска казна по 30 дена, што е нонсенс. Види, многу е добро кога новинар се занимава со новинарство, а по струка е правник. Да. Тоа е многу битно во ова труло општество. Не сме ние труло општество, трулни е системот. Добро е што ги знаеш, затоа што знаеш по кој лавиринт како да се движиш. Тука ние, другите новинари кои сме нели со идеалите, знаеме да заглавиме вокал, но луѓе како тебе многу подобро се снајдуваат, имаат 4x4 која ќе дојдат на Лизгав или Калев терен. Затоа ја ги тие, тоа ми е мене тема, тоа ми се теми, ја затоа пишувам. Сакам да ми анализираш ситуацијата со Орце Камчев, ако ми дозволиш една минута. Преседанот со ова што му го прават на еден од најбогатите бизнисмени, кој има огромна инвестиција интернационална овдека, дали сметаш, мојот впечаток, ја немам докази, но ја имам впечаток, дека Орце Камчев во овој момент е казнуван прво за една работа, заради оддавање на рекетот кој му беше вршен. Дека е ова класично, ја барем кога разговарам, луѓето таква е некоја перцепција, дека, како викаат, Орце го јаде, затоа што ги исцинкари за рекетот, Катица и ова. Види, Катица Јанева имаше историска шанса да биде кралица на Македонија. 40 души работеа за незе, 5000 евра плата и можеше да воведе ред во правниот систем во Македонија. Шарените и на тоа се надева. Затоа се сега разочарени. Затоа сега ги нема нигде, затоа се пее се за чорбиче. Преседанот што се прави врз него не е ни прв, не е ни последен. Но нивото на овој преседан
зошто мене ме тангира. На страна дали ми е спонзор, дали ми е пријател, дали ми е роднина, дали сме блиски од детство, ништо. Но ова значи дека утре јас, ти, било кој гледач што викаат, не бе, мене не ме тангира, немам ја ништо. Не, Џони, баш што ти немаш ништо, кој ќе ти се направи неправда, ќе се најдеш у затвор, сети се после на оваа ситуација, кога ќе си пријавил криминал или кога си детектирал криминал, што ти се случува. Мислам, неверојатно ми е ова е тортура, ја некако го персирам единствено како тортура и мислам дека ние 11 милиона, туку ќе треба он да им препише и имот, и фирми, и болници, и компании, додека не му ги одземат, они нема да го остават на рад човекот. Орце Камчев е човек кој што вработува околу 3000 луѓе во држава. Значи 3000 фамилии јадат леп од компаниите на Камчев. И сега не сум јас тука адвокат на господинот Камчев да го бранам или Не, ама ја перцепираме општата слика. Но да изанализираме општата слика. Тоа е компанија која што учествува во буџетот не со 0, нешто од буџетот, туку учествува со цели бројки проценти во буџетот на државата. И сега која е логиката, барем според мене, која е логиката позади притварањето и позади тортурата на Камчев во оваа ситуација? Ако може Орце Камчев да биде вака киднапиран во 10 часот наутро додека вежбал во теретана, без образложение, со погрешна наредба, што останува за секој друг од нас? И кога јас ќе зборувам за Орце Камчев, или кога ти ќе зборуваш, или кога било кој друг наш колега ќе зборува за Орце Камчев, тогаш ние сме од таа машинерија Тога се уклучуваат шарените, твитерџи. Ти си малку повозрасен од мене, сигурно се сеќаш на фабрика на Роберт Поповски, кој што сега е Како не? Фабрика за вести, виш. Како не? И Бучковски имаше. Бучковски, да. Точно. Се уклучува таа фабрика за ширење на дезинформации, лаги, етикетирање и слично. И нас не етикетираат како луѓе на Орце Камчев, како не знам какви си бранители негови и слично. Не е така. Ние зборуваме реално. Зборуваме затоа што тоа може да преиде во навика на било која власт. Не сега СДСМ, утре ќе биде друга владеачка партија. Пак истото ќе го прави. Пак истото и повторно таа нова ќе се правда како што оваа денешната се правда, вели па кога беше Груевски вака правеше. Нели ние токму овие од власта треба да се најзагрижени заради затоа што кога ќе се смени власта, први ќе го јадат после. Затоа што како правник, кога ќе се направи преседан во правото, тоа после може секој судија да се повика како правник. Да, тоа станува традиција и тоа станува Џабе ти се буниш после и така натаму. Се направило преседан во судството и тогаш е правило. Што правиме потоа? И сега ние разговараме, дискутираме што ќе се случи ако Орце Камчев нели му ги земат фирмите. Да, ќе останат 3000 луѓе на улица, нема да земат повеќе плата. Оваа власт ќе има дополнителни 3000 усти да ги нахрани. Оние пари кои што сега девизи, кои што доаѓаат од странство во Македонија, бидејќи колку што знам јас Аџибадем Систина е болницата, не е само Систина. Така е, Аџибадем е инвестиција интернационална инвестиција. Камчев е и собственик на банка. Многу неубава ситуација таа во која што се впушта оваа власт или овој правосудно јавно обвинителски систем. И уште еднаш ќе кажам, не е работата тука, не се станува збор ние ќе го браниме Орце или ќе го браниме не знам кој. Се браниме себе. Се браниме себе. Утре некој за мене ќе напише службена белешка во Агенцијата за национална безбедност. Ќе каже дека јас не сум го сакал маршалот и ќе ме стави во затвор додека не се докаже дека јас практично не сум го кажал тоа. Тоа е таа срекна. И врз основа на што го држат него? Прво беше врз основа на службената белешка на Агенцијата за национална безбедност, која не ја видовме. Која ја објавија на социјални мрежи, беше објавена. Дури после на социјални мрежи. Кога се објави на социјални одбраната не ја доби. Апсолутно, да, не ја доби одбраната, иако одбраната задолжително мора да ја добие службената белешка, бидејќи тука станува збор за еднаквост при оружје, тоа се вика, тоа е термин во правото. Тоа што го има обвинителот како докази да го има одбраната и обратно, за да знае одбраната како да се одбрани. Како е можно тогаш да не им го дадат? Им се може, да, и не им ја дада.
ја видовме таа службена белешка по социјални мрежи беше објавена. Кога беше објавена, тогаш ретерираа и обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција и судот ретерираа дека службената белешка практично не е битна. И не била основа не била за притвор. Основа за па тоа. тогаш што е? Сега е друго. Сега основа за притвор е тоа што може да влијае на сведоци и врз докази. И таму се најдуваат некои баналности, на пример како Орце Камчев се познавал со професори кои што биле вештаци, се познавал со суди кои што Да не биле се познавал со овој турскиот мафијаш голем што сега е нешто по мрежи, го има и кај тебе некои слики. Седат Пекер не е. Да не се знаел, нели, ачи бадем систина турска командија. Седат Пекер е контрабанда на Ердоган и не функционира во турското општество така како што функционира на пример Аџи Бадем. Таму Аџи Бадем е компанија со светско реноме. Компанија со светско реноме која што доаѓа од Турција, значи да ги следи сите правила и прописи на прво на турската држава, па потоа на другите. Седат Пекер не е таа банда и не верувам дека се познавале. Нели? Камчеви. Иронизирам. Да, знам дека иронизираш. Знам дека иронизираш, не е ставен, не, дека може да влијае на Седат Пекер. Но она пак што се случи со Седат Пекер е, како да ти кажам, друга приказна. Па не, јас како да ти Па види сега човекот, наш човек има пасош. Наш човек, па така да. Ај ќе го браниме и него. Па човекот морал како нашиве што земале бугарски пасош. Да, тој бил дисидент. Да, он земал дисидент, земал македонски пасош. 200 души земале македонски пасош, па не треба да не радува тоа. Да. Па се тоа еминентни личности носат инвестиции. А што да кажам бе друго, господине Митовски? Што да кажам друго? Па ништо, тоа можеме да си банализираме и да ја тераме ситуацијава на смеа. Апсурд. На апсурд. Еве ќе ти ја кажам тука на кој начин беше вулгаризирано тоа со Седат Пекер. Извини, пред да идеш со Седат Пекер, само да кажи ми, што е твојата прогноза, што ќе биде со Орце Камчев? Гледам дека неговиот адвокат се обидува бидејќи сваќа дека овдека не можат правниот систем не може правен лек да најде по основ на закони право не функционира. Се обидуваат во странство, новостранство, ХАК и така натаму други институции, ти викаат кога ќе завршат сите институционални процеси во вашата земја без резултат, тогаш се иде. Кажи ми сега вака правно ситуацијава и реално што мислиш твојата прогноза? Јас кога што знам, одбраната на Орце Камчев понуди гаранција, мислам дека беше во висина од околу 3 милиони евра, ако добро се сеќавам. Понудија гаранција во висина од 3 милиони евра, проценетата штета во предметот кој што му е запретен на Орце Камчев околу 1,5 милион евра. Самото по себе е доволно да се одреди поблага мерка од ефективен притвор. Тоа е доволно. И јас ја гледав ситуацијата со Сашо Мјалков, ја следев со ситуацијата конкретно, даде 11 милиони евра гаранција во држава како нашата сиромашна, јас би го пуштил и би му рекол избегај да ги земам ти 11 милиони евра. Боле ќе има корист општеството, него ли да го држам него. Па да. Земи 11 милиони евра, да. Истото и во оваа ситуација. Избегај, дај ми ги тие 3 милиони евра, ќе храниме социјални семејства. Мислам, ако судиме по како би требало процесното право да биде спроведено, тогаш би требало да му биде определена поблага мерка, бидејќи има двојно поголема гаранција од она што е запретено. Знаеш каква е неговата здравствена состојба? Се запознат? Не сум запознат за тоа. Јас сум запознат за жал и само ќе ти го кажам ова меѓу мене и тебе, ништо јавно. Нему животот му виси на конец. Само не дозволува. Ја случајно или намерно ми е другар од детство. И има скопската шема. Он има генетско заболување. Наследно носи. Сети се како почина татко му. Тој Дамоклов меч му виси нему над глава. Само што Орце не дозволува ни на адвокатот, ни на никој близок да збори за ова или да го искористи ова. Значи, мене, главата ќе ми отфикари кој ќе излезе од таму за ова што сум го кажал. Ти го кажуваш не е битно. Во насока на не ми дозволуваше ни порано да го кажам ова за него. Ама сега, затоа што сакам да го видам мојот другар жив и здрав да излезе од таму, па нека биде казнет, ама не вакво изживување. Толку само сакам да кажам. Ова сега што го кажа ти, треба да им биде малку повеќе
од значење на оние кои што се обидуваат на некој начин да му се одмаздат или да го казнат или да го тортурираат заради не знам какви причини, заради тоа што вината, ако не дај Боже се случи нешто, ќе биде повторно нивна. Еве, нека бидат најпрагматични, нека бидат радикално прагматични политичари. Јас, кога би се ставил во нивна кожа, не би сакал да носам во мојата политичка кариера жртва заради тоа што сум сакал да се одмаздам. И мислам дека ми било најпаметно само да се ги следат процес, да се го следат законот за кривична постапка, и да ја прифатат гаранцијата која што е понудена, да го пуштат во куќен притвор и тоа би било тоа. Господин Митовски, деца со кои заедно сум растел, а кои биле синови и керки на големите комунистички лидери, дури најголемите на оваа земја, денеска се растурени низ цел свет, сегде само не во Македонија. Треба да се прашаш, треба да ги прашаш и покрај се, дали им е поубав животот така, затоа што екзил до крај на живот ќе имаат и они и нивните деца, затоа што имаат страв. Они побегнале, ја не знаев зошто. Мене сега полека со децениите ми се открива дека не им била таква чисто владење. Па еве еден априори одговор да ти дадам, да се повикам на една изјава на председател од Стево Пендаровски кој што рече ако не сум председател, јас би се заминал од Македонија. И што понатаму да? Не, готово. Да. Човекот можеби најискрената негова изјава што ја дал во животот. Да. И се согласувам со него. Ова сакам само да ти го да ми го кажеш. Инфомакс е една од ретките портали кој е без ракавици и буквално многу брутално. Сметаш ли дека тој начин е единствен да се бориш со оваа машинерија? Мислам, шега на страна, ја не можам да зборам за позитивни економски резултати на оваа власт. Реално. Колку и да сум неутрален. Ги нема. Немаме инвестиции, немаме све. Нема, економската ситуација е моментално драматично најниско. Но имаат најдобра PR. Они секој, гледај ти кај народ, Шилегов вади фотографија од исто црна-бела, никаква сменета состојба и тоа поминува. Не поминува тоа, Јанко, знаеш како? И сега, ама поминува затоа што нема кој да рече, ало бе, што правите, бе, ме правиш будала ли? Ние сме во... Не зборам само за Шилегов, зборам воопшто целиот. Да, знам, за концептот. Значи, имаат сериозно, како викаш, они искачат, цела машинерија те напаѓа. Нели, диаспората нечина, што знаат македонците од надрог, глеги се организираат втор најголем македонски протест. Сега малце голтаат кнедли, нели, не се толку глупи, необразовани и неинформирани македонците надвор од Македонија. Нешто се дешава. Инфомакс, дали сметаш дека треба да биде уште по-хардкор или вака да продолжи да работи? И знаеш што ми треба? Ми треба една анализа од тебе, баш затоа што си вака новинарски Blade Runner. Како дојдовме до ова дереđe? Може ли, ја не знам дали времето ќе ти дозволи, бидејќи имаме секојдневни, ја не знам, верувај дека не знам зашо да те прашам, дали за пасошите, дали за седат пекар, како падна ВМРО и како овие... Не поминува пиарот на Петре Шилегов или нетрадиционален пиар, као ќе си пуштаме сликички или ќе се пофалиме дека сме отвориле чешма или нешто. Да. Па и Груевски ја правеше таке киксови, кошаркарско игралиште со еден кош. Тоа е, да речам, традиционален пиар. Во Македонија се дозволува хиперпродукција на афери. Значи, ние имаме хиперпродукција на афери од почетокот, значи, од 2015 па навака. Прво беше хиперпродукција на афери со бомби, снимки, Груевски, Гордана, Ставревски, Миле, не знам кој. И тоа беше интересно првите 2 години доволно за да стане за да се засити популацијата од и да има со што да се занимава, да се фокусира на рушење на власта. И се согласувам. Главната, да речам, цел на PRG-ите на СДСМ беше да се створи апатија во народот. А како би створила апатија ако ти секојдневно го храниш со афера, а ништо не се случува по однос на таа афера и народот вика, еве јас и ти викаме, и што ако го објавам? Никому ништо. Така вика и народот, така вика секој. И веќе не поминува пиарот во смисла Петре Шилегов објавил црна-бела па ја објавил у истата фотографија во боја и вика еве направивме нешто што си направил, си научил фотошоп само, ништо не си направил друго. Не поминува тој таков пиар. Поминува ова затупување на народот. Поминува ова
ова внесување на апатија кај луѓето. Немаше реноликост повеќе. Значи тоа е секојдневно, ние очекуваме денеска да прочитаме 6 афери. И нема... И трае секоја по 3 дена. То, Дали приметуваш? Секоја по 3 По дена. кликовите ти можеш да Да, следиш. третиот ден и веќе е за... Третиот ден излегува да речеме, не знам, ки излезе Зоран Заев, ки рече да, добро, сгрешив, тоа е тоа. И луѓето вика, па добро, живеј. И тоа е тоа. Мислиш ли дека е тука одговорот на тоа зошто оваа власт успева уште да се одржи? Апсолутно, и тука е одговорот зашто ние сме брутални, зашто ќе бидеме уште побрутални. Мислиш ли дека бруталноста потикнува реакција, барем ментална, кај луѓето? Знаеш зошто? Потикнува Ми рече си емотивна. емотивно. Рече си ме следал. Памтиш дека емисијава траела и по 4 сати. Не Да. можевме да прекинеме. Да. Јохан Тарчуловски го апсат, брат Љубе го апсат, до 4 и пол са бајле, Да. телефони, поддршка, ово, она и така натаму и така натаму, се случуваа работи. Сега да отворам телефони, брат, ќе се јават за сосема 10 работа. Значи, Да, да. се согласувам со тебе, едноставно веќе не допира, нема критична точка, едноставно... Ама што да допира, Као цртан Јанко? филм да гледам. Ти ќе му кажуваш на него за службена белешка на АНБ која што се користи за киднапирање на бизнисмен кој што работува 3000 луѓе, а тој дома нема празен фрижидерот. Што ќе го интересира? АНБ, Орце Камчев или фрижидерот дома и децата негови? Мислам, до таму е дојде на Ама не ја разбира он конекцијата, Па не ја разбира конекцијата заради тоа што дека е врзано тоа едно со друго. Епа види, кај нас ние немаме доволно простор или доволно да речам капацитет како медиуми, како опозицијски настроени медиуми да објасниме која е врската. Ти таман си седнал да напишеш анализа зошто е важно овој процес Орце Камчев. Нека не е Орце Камчев, не. Процесот зошто е важен и зошто тој процес утре ќе се замени со процес против тебе. Таман си почнал да пишеш анализата и излегува нова афера. И овој нема веќе ни фокус да ти ја Нема чита. ни фокус да ја чита. Еве денеска го зборуваме ова за фабриката на Те молам, повели. го зборуваме ова за фабриката на дезинформации и слично. Денеска слушаш излезе снимка на Твитер на некој профил како беше реформи во СДСМ, снимка од Конгресот на СДСМ, на кој што се слуша како член, делегат на Конгресот објаснува дека тие имаат група која што ги следи сите коментари на социјалните мрежи и како тие успеале со нивните ботови да го задушат протестот против Мила Царовска. И колку и ние да напишеме, ние не можеме доволно да напишеме кој што тие може да направат афери. Вау. И тоа ова е додека дребнав поручек, се спремив за емисија и дојдов 4 афери има више, ти ги доцниш. Додека дојдем уште колку афери ќе има. Да. Неверојатно е. Една евровизиска тема знаела недела дена да се макне овдека Да, низ затоа што мојава немало емисија. други, да. Сега веќе ни тоа не. И сега не допира. гледаш каде е, кога имаш ти хиперпродукција, ние протрчуваме ни скандалите, трчаме ни скандалите, не ги анализираме, нема И не може да се ни опозиција да поентира. не може да поентира опозицијата. Последно беше, еве, не знам, Вице Заев, 230.000 евра, Рек Битола и така натаму и така натаму. Други земји знаеме дека за многу помали работи паѓаат. Абе, пасошите помина. Види, овдека ова Пасошите. Абе, Еве, јас баш го носам Господине тој, Митовски, деа апсеше овдека. Дилери на дрога. Да. Деа, значи, дојдоа американците, вика, вие не можете да се справите и почнаа да ни апсат наши криви. Помина. А тоа е порака. ама И помина пак не и ми ќе ти јасно. кажам, помина тоа, помина со жртви. Не знам дали се сеќаваш на она убиство што се случи во Чаир, пред когаш, пред 2 недели. Добро? Од она што го имам до сега собрано како информација, уште не сме пишувале за тоа, убиството е одмазда заради тоа што некој од противничкиот клан на убиениот му кажал дека токму сега, за жал, загинатиот е информатор. И сега кажи ми ти на мене кој ми ја дал таа информација на овиот противничкиот клан? Кој може да ми ја даде? Деа? Кој откри акцијата Планина? Кој?
Која откри? Која им ја откри на дилерите акцијата Планина? Еве јас пишував една анализа околу тоа. Што е твојата тврднја? Тоа се информации кои што ги имав. Шпекулираме. Овие слободно. се потврдени информации. Добро, повели. Еве и тој извади документ слободно, вади збори и Ќе се вратам на тоа, ова е за регбито, да. Добро. Ке потврдени информации се тоа дека на пример оперативната акција Планина воопшто не се водела на пример во МВР. Се водела во јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Таму немало представници на МВР, имало само представници на обвинителството и уште двајца други странски представници. Представници на безбедносни служби од странство. Не се американци. Допир со информациите во врска со Планина имале најмалку двајца полициски службеници во тек на припрема, во тек на истрага. Тоа се сега екс-директорот на БЈБ и на Оделението за организиран криминал во МВР Лазе Велковски и началникот за НТШ. Нели, НТШ го знаеме, да не го кажувам стручно. И началникот на НТШ. И сега ние имаме, таа ситуација се користи за политичка пресметка внатре во структурите на СДСМ. Лазе Велковски се трга на страна, нели доби предвремена пензија. Во меѓувреме нема истрага за другите полицајци. Туку као низ магла еве одговорноста е ке Лазе ќе отрнеме и толку. Судска разрешница нема. Русковска најави дека ќе има истрага, истрагата трае 3 месеци штама. Обвинителството нема истрага против своите обвинители и истражители кои што работат во меѓу другото Лазе Велковски истражител на ОЈО за ГОГ. Нема истрага за истражителите на тоа ОЈО, нема истрага за присутните во обвинителството во оперативниот штаб за акцијата Планина. Штама. Неколку дена после тој текст се случи убиството. И на што те упатува? Ова те упатува на тоа дека постои одлично организирана спрега помеѓу власта во полицијата, власта во наркосветот и криминалното подземје на Балкан. Тоа практично го потврди и Седат Пекер. Ситуацијата со Седат Пекер. Ше приеска, имаш да се доискажеш нешто за Седат Пекер како да ти остана? Не, за тоа сакам да ти кажам, тоа е класичен случај на организиран криминал. Тоа е класичен случај на злосторничко здружување. И таму добивме минимални казни по 2 години за службениците кои што ги издавале тие пасоши. Предметот го водеше Основно јавно обвинителство Скопје. Иако тоа е предмет за Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал. Бидејќи ваму има група која што правела криминални дејности, тоа по самиот назив би требало да биде логично надлежен да биде ОЈО за ГОГ. Не се спушти на ниво на ОЈО Скопје, се пушти колку ете, ги најдовме кои се по 2 години завршена приказка. Службеници кои добиле наредба им било дозволено да го направат тоа, бидејќи службеник сам на своја рака не ти прави. Единствено, ако не му е паркиран некоја Тесла или некој Мерцедес С класа пред куќа, па ајде сам земал огромни пари. Кој што видовме тие службеници се раководители. Се раководители. Да, се раководители, значи се со функции во Министерството за внатрешни работи. И сметаш дека нема нагоре? Дека тука целата работа? Не, апсолутно сметам дека има нагоре. Но проблемот е што се застанува кај раководителите, затоа и кажав, кога се става во ОЈО Скопје, нели раководителите би требало да пропеат, ама кај ќе пропее? Како ќе пропее? Како ќе пропее? Пропее, ама ќе стигне порака на Вибер. Како да ти кажам? Пропеа, Бог ќе рече, нели, уште не ја најдовме торбата со милионите. Па не верувам ни дека ќе најде. Да. Барем не сега. Барем не во догледен период, или што би рекол премиерот Заев, не до 2024 нема да најде. Кога би требало да има нови избори и кога би требало да се промени оваа власт и тогаш да видиме кај завршила торбата на вистина. Пред месец дена се организираше голем протест. Народот го нарече или неформално се нарече Македонска пролет. Луѓето, така повидните луѓе од диаспората реагира, испратија пораки, помогна, а народот делуваше малку помасовно од вообичаено.
секако тука има, мислам, заслуга сепак и најголемата опозицијска партија, која го почувствува моментот и даде поддршка на овие протести. Дали сметаш дека овој протест е значајно исчекор, бидејќи сите оние обиди, нели, протести против името, против уставно менување, против гласањето, против референдумот, се беа некако распарани, раскарани, има, нема, некој поголем, некој помал, медиумски заташкано, но ова беше малку поинаку, или бар, не знам, ја го почувствував поинаку, а на 29 имаме уште еден протест. Какво е твоето согледување на анализа на ова будење? Сметаш ли дека кај народот емотивно, интелектуално веќе перцепира дека има... Па она што го зборувавме и сега претходно, тоа е дека ваквиот брутален, сега не се правам јас дека ние го предизвикавме тој протест, ама повеќе луѓе пишуваат, прават, медиуми има кои што го зборуват во социјалните мрежи, луѓето читаат, знаат. Мислам дека тоа беше една емотивна реакција на народот на неправдата која што се случува врз овие луѓе кои што се во затвор за 27 април. И мислам дека тоа ќе биде катализатор за понатаму за едно поопшто опозицијско расположение. Опозицијата го поддржа протестот, но не мислам дека тој народ се собра таму баш само заради опозицијата. Мислам дека тој народ беше таму заради тоа што сака правда. Се соживеа едноставно со овие луѓе кои што се неправедно наместени, ставени во затвор на 211 години вкупно. Мислам дека тоа беше главната причина. Да, секако опозицијската ВМРО-ДПМН помогна на тој протест. Го поддржа, веројатно и со луѓе го поддржа. Мислам дека овој на 27 ќе биде еднакво голем, еднакво масовен, ако не и помасовен. Што се однесува на претходните протести, се сеќаваш дека имаше пред 3 години, ако не се лажам, кога беше референдумот и кога се менуваше името, кога се потпишува договорите, имаше сериозно масовен протест. Снегот кога врнеше? Снегот, но се случи уште еден месец дена после тоа, каде што бевме гаѓани со гумени куршуми, со солзавци, беа апсени луѓе, беше уапсен и наш снимател. Како да ти кажам, од тогаш до сега, веројатно таа меморија, тој страв кој што се внесе тогаш кај луѓето кои што беа на протест, малку замре. И ова беше правилен момент кога луѓето излегоа и за правилна причина излегоа на протест за поддршка на затворниците од 27 април, на уставобранителите од 27 април. Мислиш ли дека ова е еден кумулативен процес на насобирање и веќе охрабрување и дека ќе иде ова се похрабро и помасовно и помасовно? Твоја анализа на целава ситуација и да дојдеме некако до изборите и да дојдеме дали ова власт ќе паѓа или се уште има голема моќ да се одржи? Да почнам од кај сакаш? Од протестите. Од протестите. Да, мислам дека ова ќе биде, дека ова е катализатор за општо опозицијско расположение и мислам дека ќе се продолжи, дека се почесто ќе гледаме луѓе на улица, се почесто ќе гледаме протести. До сега беа, како да кажам, ајде оправдано да најдеме некој оправдување поради пандемијата COVID-19 и слично. Не можеше опозицијата да организира масовни протести, ќе беше обвината дека шири корона намерно и слично. Но мислам дека дека веќе дојде на точката на топење, мислам дека е створена доволно критична маса овие процеси веќе да започнат и да започне она макотрпно, мислам, по моје мислење, макотрпно менување на оваа власт, на оваа номенклатура на власт. Локалните избори, сметам, ќе се надополнам нова дека опозицијското расположение секаде е се поизразено. Мислам дека ВМРО-ДПМН има реална шанса на овие избори да добие повеќе градоначалници околу, бидејќи се локални, повеќе градоначалници од СДСМ. Еве да кажам некоја моја вака неофицијална редакцијска некоја проценка, ние очекуваме во редакција од прилика, не знам, 28, 30, 32 градоначалника, би биле реална бројка, која што би можела да ја освои ВМРО-ДПМН. А што се однесува до парламентарни избори, предвремени парламентарни избори, го слушнавме Зоран Заев кажа дека нема да има предвремени парламентарни избори и дека ќе тераат власта до 2024. Што во суштина и одговара на опозицијата. Ако ги добие, а мислам дека ќе ги добие локалните избори, ќе покаже како се работи на локално ниво
во меѓувреме ќе може народот да направи соодветен контраст како изгледа работење за народ и како изгледа користење на власт за сопствени потреби. И мислам дека повеќе на штета на Зоран Заев или можеби е свесен дека следни парламентарни избори Многу интересно. Да, дека следни парламентарни избори предвремени нема да ги добие, па ајде ќе ги чекаме до 2024. Многу интересно размислување од твоја страна, ако можам да те парафразирам да разберат малце и поедноставните умови. Значи, подобро е за опозицијата да се билда, бидејќи рече, таман, вика, да видиш два градоначалника разлика како ќе биде во работата еден и друг. Дај Боже Коце да се врати. Јас сум за Коце да биде со акламација вечер, кој да е на власт, не се. Тоа е моje мислење за Коце. Значи, од друга страна е подобро кога ќе падне оваа власт да тресне, одошто да биде тесна борба со манипулации, со 300 предвремена и така натаму. Тоа би било контролиран пат и тоа ќе се паѓа во неколку, да речам, во неколку етапи и секој од тие етапи ќе си ги користи оваа власт да си ги среди работите. Според последните анализи на анкетите, еден твој колега овдека во емисијава последниот што беше, вели дека 123 луѓе, значи своји гласачи, на ден губи СДСМ со овие афери. Значи не е, вика, мојата перцепција беше дека и покри сите афери ништо не се случува. Се случува, вика, затоа што, вика, по сите показатели, вика, преку 100 гласачи губи на ден СДСМ со сите овие своји постапки и работи. Викам, дали е можно да СДСМ не е свесен за себе ова? Ми рече дека власта е свесна, но сега се прави ескейп план. Значи, земиш се што можеш да се земеш, за да после се, која ќе дојде промената, да поминат со harm reduction. Во апсолутни бројки, јас не можам да кажам колку губи дневно. Ние, ако ги земеме анкетите, ако ги интерпретираме, никогаш не се интерпретираат во апсолутни бројки. Знам, за Момировски збориш, со Момировски имаме баш конфронтација околу ова. Приватно, мислам, се дружиме. Не е проблем? Не може во апсолутни бројки да се каже дека толку губат во денот. Може да се каже губат или добиваат процент. Он го и кажа јавно овде во емисија. Да. Може да се каже губат или добиваат одреден процент. Види, ние можеме да измериме какво е расположението на луѓето во бројки. Ама никогаш не можеш да измериш колку пари ќе влезат на денот на избори. И сега веро, што викаат грцине, битолчанине. И сега ти ќе кажеш да, они изгубиле 2-3-5% рейтинг, ама пак имаат од сега да земеме до октомври колку месеци излагаат. Јуни, јули, август, септември, октомври, 5 месеци. 5 месеци се повеќе од доволно време. Таа разлика помеѓу изгубениот рейтинг и потребните гласови за победа да се надополнат со други методи. Целата власт е во нивни раце. И затоа мислам дека не треба опозицијата во овој момент да се опушта дека ќе победивме, луѓето губат по 100 гласа на ден, затоа што никој не измерил колку добиваат на ден, заради тоа што се делат субвенции по властици, некаде кај што треба да се помага, нели, хуманитарно. Тоа не можеме да го измериме. Што треба да направи опозицијата? Опозицијата по мене треба да направи една солидна економска програма, бидејќи се локални избори, мислам е безпредметно да на локални избори да се зборат големи политики, Бугарија, Грција, имиња и такви работи, треба една солидна економска програма да се направи на локално ниво, уште сега да се презентираат кандидатите за градоначалници за подобро да бидат запознаени во нивните средини, да изнајде опозицијата или најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМНЕ да изнајде една можност да ги кохезира сите опозицијски сили околу себе и само заеднички така да настапи на следните избори. Затоа што без кохезија во опозицијата, без заедничка работа, многу ќе биде тешко на сите поединечно. Сами по себе да работат, мислам дека треба опозицијата да действува големо, да действува отворено и да ги привере сите оние кои што биле незадоволни, задоволни, не знам, други партии кои што действуваат. Сега имаме левица, имаме десница, имаме, не знам, секакви партии. Мислам дека треба сите заедно да седнат, да направат една сериозна стратегија, да се окрупни опозицијата и да настапат така на избори. Тоа е единствената шанса
да се спречи власта во надополнување на овие 100 гласа што ги губат секој ден, да се спречи тоа да се случи на средните локални избори. Но интересно, иако, например, има општа забрана СДСМ за гостување во мојата емисија. Значи, луѓе кои се со добра волја, враќани со брата и така натаму, забрана им е да комуницираат. Добро, мојата е малце подолга, трае од 2008 година последното гостување на Радмила Шекеринска, а потоа кога беше борбата за председател беа Бучковски, Наумов, Игор Иванов и така натаму да. Беа тогаш на сител и за тоа беа прилично добро казнати. Па ги гледаме, ги нема нигде сега. Па ги нема нигде, нели? Да не ти кажам, знаеш какви се речениците? Многу се едноставни реченици. Кај тој? Да исто е. Да. Значи, само што ти многу повеќе пати од мене си ги добил истите реченици од 20 години. Кај нас е последни година дена правиме емисии, правиме подкасти. Отворени сме за сите, секој може да биде гостин. Но они се гости исклучиво само на нивни подобни медиуми. Апсолутно. Не мора да ги набројуваме, тоа. Да, и велат тама така правеше и Груевски. Ама добро се, така правеше и Груевски, нели? Ја, ако не се лажам, Груевски го гледав на А1 телевизија, го гледав на Телма, го гледав на сите медиуми. Јас го гледав Груевски, го гледав Груевски каде што Боријан Јовановски тоа ти се кажа. Јас го гледав Груевски како излезе пред влада, под шатор им застана тука на директор емисија, нели беше така? И сега така правеше Груевски, така правеше Груевски. Груевски е 5 години, 6 години го нема човеков одржавање. Уште го зборат. Уште е Груевски. Треба да сватат дека ќе почнат да велат Заев, тогаш ќе почнат да оправаат работата и кај нив партија и државата. Сметаш ли дека постои тој раскол во СДСМ? Да произлезе вакво видео, тоа значи некој на конгресот СДСМ, од СДСМ од партијата го снимал. Ова ни од една заедничка пријателка, еден моабет, вели та подобро ги познава состојбите во... И ова со СДСМ... За СДСМ зборам, да. Да, и со Бранко Црвенковски дистанцирањето. Околу тоа. И сега човек се прашува дали има реално таму внатре партиска борба и колку таа може да биде од корист во рушењето на оваа власт. Бидејќи, ја паметам 2006 година кога дојде ВМРО ДПМН на власт, сериозно антивладино расположение мене ми доаѓаше повеќе од владините луѓе. Незадоволни СДСМовци кои беа многу храбри и многу гласни. Во моја емисија и како гости и во комуникација. Дека има раскол во СДСМ има, но тој раскол се случува сега после конгресот. Дека Бранко Црвенковски има некаква реална политичка сила во СДСМ нема. Мислам тој што не го знае тој факт треба мислам политички лаик. Бранко Црвенковски нема подолго време нема никаква реална политичка моќ. Од она што го имам како информација, се можеби ќе шпекулираме, има и забрана од одредени странски политичари да се воопшто да се бави со политика или да коментира политика во држава. И таа структура на Бранко Црвенковски е испеана песна. Мислам, тие ги гледавме долго време тие луѓе негови и кај луѓето не поминуваат едноставно. Што и да прави Бранко Црвенковски во моментов ќе биде, како да ти кажам, друже, сети се на тат. И толку, завршена приказката е со Бранко Црвенковски. Она што е сериозен конфликт во СДСМ е тој конфликтот помеѓу сегашното раководство и крилото на Радмила Шекеринска. Радмила Шекеринска, знаеме, си даде оставка уште пред конгресот, бидејќи претпоставувам знаеше дека на конгресот нема да биде избрана, а знаеш мачка секогаш паѓа на нозе. На крајот да биде нејзиниот збор во право. Моje мислење е дека овие снимки кои што излегуваат од конгресот во овој сега по социјалните мрежи се дело на Радмила Шекеринска, која што влегува во отворена борба со актуелното раководство. И Радмила Шекеринска, да, мислам дека таа има реална политичка моќ и мислам дека нема да седи мирна, што би рекла, ти закажав една наша заедничка пријателка, Радмила сигурно нема да оди во Маврово да пешачи, ќе се занимава со политика, ќе остане во политичкиот свет. И мислам дека сериозни проблеми ќе му прави на Зоран Заев. Зоран Заев има и една екипа околу него составена од Венко Филипче и Лукаревска и слично, сите луѓе на Радмила Шекеринска. Не знам како тие ќе изиграат во наредниот период, ама не верувам дека тоа ќе му биде од корист на Зоран Заев. Таа партија
повеќе, барем од оно што го збораме со стари членови на СДСМ, повеќе не е СДСМ, тие не ја познаваат партијата. Велат дека е претворена во акционерско друштво во кое што има еден директор, борд на директор и кажува и завршена работата. Тоа Лата Содамна го кажува. Да. Кажува и завршена работата. И види, сакаат да проектираат некаква демократија, дека тие се демократи, па еве добро излегува, ние немаме проблем со различни мислења и слично. Имаат. Ама имаат огромен проблем. Имаше, еве гледаја ситуацијата. Кој ја напаѓа Радмила Шекеринска по социјални медиуми? ВМРО-вците сигурно не. ВМРО-вците не се замараат. Не се замараат. Така. Ја напаѓаат оние луѓе од овие штабови, нели? Ја напаѓаат тие. Кој мислиш дека ќе... Еве Стојко Пауновски ќе го земе за пример. Стојко Пауновски имаше свој став, спротивставен на партијата, што се случи со Стојко Пауновски. Заврши неславно. И мислам дека И то принципиелен став. Па тоа да. Пази, не збориме некоја партиска контра. Човекот викаше не ми давајте рамковни вработувања, збориме за него, за инспектор. За него, така, за него. Не ми давајте рамковни вработувања, дајте ми професионалци, сакам да си ја вршам работата. Да. Не ми наметнувајте. И доби жолт картон, втор, и ја заврши неговата политичка кариера. Тие луѓе, многу луѓе имаат СДСМ така изгорено, нели, вако жаргонски да кажам, мислам дека ќе се организираат и веќе Радмила Шекерински им е природен лидер на тие луѓе да се организираат околу нејзе. А нема ли да биде Радмила Шекеринска и незините луѓе едноставно да ја дампираат онаа сила и незадоволство да се приклони кон нив, како што е сега, нели, овие бот партии сега ќе се јават наша партија, повторно се инкарнира еве и ова интегра и така натаму, кои во суштина се да повлечат она незадоволство да не отиде кај опозицијата. Мислиш, не верувам. Бидејќи ако кога би била таква состојбата, во таа ситуација не би се ваделе вакви снимки, туку Радмила Шекеринска би имала една умерена критика кон Зоран Заев и би рекла она што сакаат да го слушнат незадоволниците од Зоран Заев, па ќе ги прибереме и ќе правиме понтонски мост за Заев. Тие гласови кои што се незадоволници ќе преминат кај како Тито Петковски што правеше и така натаму. Да, како Тито Петковски шема, не мислам дека е таа шема. Шекеринска е таму црната овца во друштвото на Зоран Заев. Единствена беше тука скопска фаца која што беше во тоа раководство. Во последен период почна да ги употребува незините конекции во невладините организации, медиумите и слично, да се конфронтира со луѓе на Зоран Заев, примерот беше со Рашковски. И ако и била идејата да направи понтонски мост помеѓу незадоволните од СДСМ и Зоран Заев, тогаш таа идеја е неуспешна, а не мислам дека би била идејата да биде понтонски мост помеѓу незадоволните СДСМовци и Заев, туку напротив сметам дека Радмила Шекеринска има една идеја да го руши Заев во партија. А има и капацитет, има и сила. Шекеринска е у политика 25 години. Замислете каква е листата на луѓе која што таа ги поставила по институции, по судови, по слични. Тоа се ресурси кои што може да ги искористи во борбата против номенклатурава на Заев. Мислиш дека она работи долгорочно, ќе да се сруши оваа власт, нека дојде ВМРО, а потоа она повторно да се спротистави затоа што после наредната победа, толку долгорочно да размислува, сега ја карикирам, нели шпекулирам, која ќе дојде на власт прво да биде првиот жена премиер во Македонија, што ќе биде вау. Зашто мислиш дека тоа би било не знам колку долгорочно? Па тоа може да се случи во наредните 2 години. Предвремени избори, сега промена на власт, промена во СДСМ, предвремени избори, пак повторно СДСМ власт. 2 години или 3 или 4. За таква работа потребни се ресурси. Власт одржува и власт се добива со многу пари. Опозицијата не е тука сјајна, не е сјајна, туку е очајна. А додека овие крила кои се расцепуваат, власта и еве велиш Радмила Шекеринска, потребно е. Значи, народот... Види, Радмила Шекеринска има огромен потенцијал, во невладините организации и разните странски фондови. Така. Радмила Шекеринска е член на Atlantic Council, едно престижно тело. Шекеринска има пристап до такви ресурси, до финансиски ресурси, има пристап до
до фирми, до бизнисмени, има пристап до ресурси институционални. Се пред малку нели го споменавме КОКАФ, список за мисии направен тој 25 години луѓе, ти таму ќе те вработам, ти таму, ти тој, тебе ќе те назначам за ова и слично. Тој е огромен потенцијал што го има Радмила Шекерински, сериозен политички противник на Зоран Заев, ако не е најсериозен политички противник на Зоран Заев. Се очекува од Христијан Мицкоски да го напаѓа Зоран Заев и неговата критика кон Зоран Заев не е толку издржана колку што би било оваа на Радмила Шекеринска. Да, повалидна би била. Повалидна би била затоа што излегува од внатре, од сршта. Да, тоа беше кор на СДСМ. Мислиш дека ќе се охрабри она или за мир во куќа ќе... Епа, ако тргнеме од предпоставката дека овие снимки кои што се објавуваат од Конгресот на СДСМ ги пушта, предпоставка кажувам, ги пушта Радмила Шекеринска, а прва самата се пушти, нели првата снимка која што излезе беше од одговорот на Радмила Шекеринска. Тоа е јасен сигнал дека Шекеринска кажува јас влегувам во војна и јас сум прва што излегувам на бојно поле, сите по мене. Како гледаш на странскиот фактор? Има голем ветер во грб овие да ја срушат власта на ВМРО ДПМН од поддршка од меѓународната заедница. После многу изјави на гости овдека од врвот на ВМРО ДПМН, кога беа Николовски, Мицковски, кои самите вика, кажете ми, од аферата на со Боријан Јовановски, со Орце Камчев, кој странски државник го поканил господинот Заев на средба. После тоа Заев иде на некоја као турне, ама некои маргиналци, нели, сликање со пратеничката во Европскиот, извинете ве, молам и така натаму. Блокадава со Бугарија и се во ова. Сметате ли дека таа поддршка која има карт бланш, дека едноставно реално се губи? Не се ова сега и као збориме да го поддржиме народот, туку стварно ми треба едно реално, дали имаш стварно вистинско чувство дека има промена таму во ставот и перцепцијата заради овие криминали. Мислам, Боки 13 не е заборавен, ако не забораваш ти изјавите на францускиот амбасадор, кои се забошотија, а исто така 200 пасоши на врвни криминалци кои се шетаат низ Европа, тоа туку така не поминува кај нив. Колку и да се симпатични да ги поддржуваат. Меѓународниот фактор има, меѓународен фактор, што значи меѓународен фактор се сите оние кои што имаат представништво тука во Македонија. Тоа е за нас меѓународен фактор. Меѓународниот фактор, сега ќе звучам клише, ама си има своји интереси. И тие интереси ќе ги спроведе без разлика кој е на власт. Ако Зоран Заев им одговара повеќе во овој момент да ги спроведе нивните барања, Зоран Заев тие ќе го поддржат. Можеби нема да сакаат да се избојат во неговите криминали, па ќе му ја дават поддршката зацкриено, како што и се случува. И ќе го користат, ќе го туркаат, ќе го држат во една лимбо ситуација додека си ја тера ситуацијата, името Бугарија, членство во ЕУ, членство во НАТО, корона кризава економија и слично. Меѓународната поддршка секогаш е на страна на власта, секогаш. Освен во ситуации кога власта излегува од рамките на оно што се барања на меѓународната заедница. Значи, не е устав, не закони, него барањата. Да, барањата. Значи, тоа е клучното. Да. Тогаш кога ќе излезат од рамки на барањата на меѓународната заедница, тогаш почнува губењето на поддршката од меѓународниот фактор и тогаш почнува падот на власта. Тоа се случи де факто со ВМРО ДПМН. Претходно ме праша како падна ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН падна во моментот кога одби да ги прифати инструкциите на меѓународниот фактор да не бара кредити од кинеската Ексим банка, мислам дека беше, за изградба на инфраструктурни објекти. Падна кога одби да прифати промена на уставното име Република Македонија во Република Северна Македонија, Вардарска или уште еден предлог имаше. И Линденска. И Линденска Македонија. Кога не ги прифати тие работи и кога решија да го наплатат клириншкиот долг од Русија и да се почне да се гради примарната гасоводна мрежа со парите од клириншкиот долг. Тоа беше примарна гасоводна, па требаше секундарна, па терцијарна, не е битно. Битно е дека тогаш требаше да влезат русите со нивен капитал да го... А ние влеговме во чалом кога Германија може да се гради Nord Stream 1 Nord и Stream 2, зошто и ние да не можеме? Да. И тогаш излегува од рамките на барањата на
на меѓународната заедница. Се сеќаваш дека претходната влада кога го изгуби тој таа поддршка од меѓународната заедница, почна да прави роуд-шоу во Казахстан, Азербејџан, не знам, Саудитска Арабија и каде не одеа, за да ја одржат економијата, нивото на инвестиции кој што го наметнаа претходно, правеа роуд-шоу и таму, бидејќи веќе не може да прават на, да речем, условно западот, да кажам. И тогаш почна падот на ВМРО-ДПМНЕ, тогаш се случија сите овие афери, снимки и слично, од кои што снимки реално, еве, ај кажи ми што се сеќаваш кој криминал го слушнал снимките. Немаше криминал, имаше циркус, немаше ништо, беше воајерство, дегутантно за слушање, за гледање. Кое кулминираше после оние протести со 27 април и луѓе кои лежат у затвор како најголеми терористи прогласени. За кои? Пендаровски, дури Али Ахмети рече дека не се терористи. А они се уште осудени во затвор. Овој последниот Али Ахмети со искуство. Со искуство. Да, ама го вреѓаат некако е тоа тероризам. Јасно. Па како човекот има углед изграден е тој. Немој вака да со такви. Да. Молим те поштовање. Да. Има една анегдота што ми ја кажувал Бетмен, ќе го спомнам. Вели додека бев јас таму, правиме мојот со еден од овие терористи. Од Диво населје, мислам дека беше. И вика, го довикувам него, колега терорист, како е? Тој вика, ми враќа, каков терорист ти да ти го дам ранецот со 50 кг, 100 метра да можеш да истрчиш. Тоа е моментот, нели? И да видиш што сум ја навежбал, што све можам. Затоа ти кажам, Али Ахмети се буни, зашто ти како тоа? Вие терористи. Но тоа покажува еден нонсенс и основата на суштината на проблемот, а се враќаме на почетокот на твојата кариера, кога рече, ја овде правник не можам да бидам. Да, не можеш. Не можам, затоа што целиот проблем во оваа држава почнува и завршува од правниот систем. Правниот систем да е цврст и да е столб и да е правниот систем да е цврст и да е... Нема еден политичар да направи ова што го прават денеска политичарите. Апсолутно. Дали мислиш дека промената на власта може да почне една таква општествена реинкарнација, не знам, не можам да збор друг да најдам, реинкарнација, повторно заживување, закрепнување на општеството и ставање во некои рамки. Мене ми се чини дека сега треба да дојдат марсовци и да речат ние ги преземаме судовите и така ќе ве среди. Не мислам дека може да се случи било кој да биде власт. Знаеш зашто сега тргнав да ја кажам? Луѓето од уставобранителите од 27 април се она што моментално го гледаме како последица на она што се случуваше 2015, 2016, 2017. Тоа е моменталната последица. Долгорочната последица е тоа што се вулгаризираше општеството. Никогаш повеќе во Македонија нема да имаме власт која што ќе може да влада и да спроведува реформи, да ги смени овие, да речам, суди или да прави некакви сериозни придвижувања во насока на осовременување на општеството, баш заради тој начин на водење на политика. Кој мислиш ти дека, јас преминав на ти, верувам не ти смета? Не ми смета, слободно. Кој мислиш дека може сега да ги смени сите суди одеднаш? Никој, заради тоа што во тој момент кога некој ќе се одлучи да ги смени, ќе излезат бомби, ќе излезат снимки. Дали сметаш дека овие значи не може? Како тогаш да почне рековалесценцијата на ова општество? Бидејќи мора да почне од правниот систем, не од политичарите, не од нас. Ние сите сме корумпирани како луѓе, затоа што имаме корумпиран суд. Не, мора да почне од луѓето, од народот да почне. Народот мора да свати дека тие се државата, тие се тие кои што се искористени од 200 луѓе на власт или 200 луѓе во опозиција. Што значи тоа? Да престанам више да заборавам? Треба да престанеш да... Нема више 100 грама на шалтер? Имено. Или да... Од тука да одбиваме? Да. Тоа е отпорот. Тоа е отпорот. Или да се одбие онаа снимка која што ќе се објави од приватен разговор помеѓу политичар и неговата сопруга, да се одбие да биде релевантен во размислувањето. Да го осуди. Да го осуди, а не да го поттикнува. Затоа што утре и за тој што го поттикнува ќе излезе некаква таква снимка, па може да се објасни дома. Такво општество станавме во кое што заложници сме на сопствениот приватен живот. Страшно. И
не може да има во Македонија напредок додека ние се плашиме дома што ќе кажеме или што ќе кажеш ти на сопругата што ти направи за јадење или слично. Тоа е види што би рекле докторите терминална фаза на рак. Па тогаш чуму промена на власт? Што ќе добиеме со промена на власт? Па не, види, промена на власта во суштина можеби ќе ги подобри условите за граѓаните, за луѓето да почнат да размислуваат на овој начин. Да не им се битни што дома кажал Јанко на сопругата, туку да е битно што денеска кажал политичарот и дали тоа му е во негова корист. Дали тоа е во корист на државата, на идните генерации, на неговите деци, што тоа е битно. Ај сега да те забодам кај што највише те боли. Ајде. Колку имаш реклами? Колку банери имаш на страната? 0. 0. Колку има аналниот? 80 и нешто. Така. Што тебе тоа те... А пази, Па тоа е тоа што го зборувам. па тоа што ти зборува. Значи, кеширане да го прави тоа за твоите деца, за мојата сопруга што го сега глуми лудило, да. нели, али не забораваме 10 години што праеше. Ја ги памтам принц Криновите и ден Па денес треба ги чувам. треба тие малку И вака. сега како да овакво. Мене ми се јавува еден од неговите спонзори, затоа што го искоментира, викам, него закачајте него, затоа што ако ви го пушти аналниот и би се јавува и вика зашо аналниот, викам, нели сме јас и ти Јанко пријатели? Не, ама види. Викам, чекај, имаш ти реклама кај мене? Не. Кај него имаше 2 години. Што мене ми избориш? Јави се кај него. Ама тој собственик на таа фирма, не знам кој е, кога решил да се рекламира било каде и кај мене и кај тебе и таму, тој веќе е предмет на дискусија во јавност и не може да се љути. Каков имидж ќе се створи за собствената компанија, тоа е негова одговорност. Како преживуваш? Еве, ја работам за хонорар. Немам ни една реклама. Се што сум обидел, не дека не можам да имам. Дозволено ми е. Како живеам, Газдата ми дозволува. Ни една фирма не се осмелува. Не можам, вика, во емисија каде што не е владина, јавно провладина, каде што во емисија се збори дека Македонија, вредности, сонцето, ова човекот си направи своја, нели, задужбина, за која си се залага и така натаму. Вика, не може да иде тоа моја, затоа што, вика, ќе трпам консеквенции ако се појави моја реклама во телевизија кај што се величи Македонија. Како преживуваш? Па, јас добивам хонорар од Марк Зукерберг, ако ме сваќаш само ти кажам. Те молам објасни. Ние добиваме благодарение на нашата читаност, претходно спомнавме каде е Инфомакс денес. Денес Инфомакс е најчитан портал во Македонија. Честитки. Сега бројките, ако ти интересираат, ќе ти ги кажам. Ако сакаш, кажи ги, те молам. 600 до 650.000 прегледи дневно. Дневно? Да. Милион и 80.000, милион и 100.000 јузери. Тоа се уникатни луѓе, милион и 100.000. И со тоа сме многу на малку. Сега, знаеш, ја и неке многу да се фалам, нели велат фалбата е рѓа, но тоа е состојбата во која што е денес Инфомакс. Тоа ни дава доволно можност да функционираме, да си ги сервисираме обврските. Чекај, твојата читаност и тие објави како официјален портал и така натаму, Facebook ги перцепира и ги користи за да пласира реклами. За реклами да привлекува на вашите објави и за тоа добиваш процент. Точно. Правиш некаков посебен договор, ти понуди Facebook договор или ти ги понуди? Они сами те контактираат. Така? Да. Добро. Честитки, Па браво. ние држиме, да речем, според проценките на Facebook, 60% од пазарот на објави на Facebook во Македонија. Во Македонија. Да. Сепак, исклучиво се задржа на политика. Како одевте во оние теории на заговори, чипување, Бил Гейтс и така натаму, тоа баш нема да помине кај Facebook, нели, ќе ги перцепира како лажни вести, но не се занимаваш со рамна земја, со елиени, со гуштери и така натаму. Исклучиво со Македонија и политичката состојба во Македонија. Не, се занимаваме ние доста и со меѓународна политика, многу. Мислам дека највеќе у Македонија имаме ние текстови за меѓународна состојба. Никогаш не сме се занимавале со чипови, со Бил Гейтс и со рамни плочи и вонземјани.
Почнавме сега последниве недела дена, бидејќи американското DOD, Department of Defense, или да преведам Министерство за Ги одбрана, објави оние снимки на ги НЛО. објави снимките, да, ги декласифицира. Пентагон ги декласифицираше, ги гледавме. И сега веќе кога ги изјавите, кога тоа веќе веќе ги не е- класифицира, ние ги користиме да ги сега почнеме да Ама добиваме. користиш извор од Пентагон, официјален, не користиш извор Точно. некој од перо на YouTube. Не. Користиме само тоа. Например, ние сме ако не знам дали има уште еден таков медиум во држава кој што има, например, рубрика Арсенал. Само ние работиме теми кои што се однесуваат на геостратегија, воена геостратегија, геостратешко вооружување и слично на најголемите сили во светот. Ние сме единствени кои што, например, имавме екипи од протест у Подгорица, кога беа големите протести, наша екипа, наш човек, наша камера. Сега планиравме да идеме во Палестина, па во Израел и во Газа, сега да бидам највака неутрален, да одиме во Газа со наша екипа, за среќа таму, нели, случаја примирие, па се нема потреба да идеме, нема некакви особени настани. Инаку работиме сериозно и работиме професионално, или се трудиме да бидеме максимално професионални во тотално непрофесионално окружување. Господин Митовски, завршуваме со геостратегијата. Дали ние и натаму сме тревата која ќе страда помеѓу Словеновите кои се борат? Дали се уште држи говорот на Иванов во Советот за безбедност која рече ние сме на линијата на огнот? Дали остануваат тие работи дека сме ние една критична преломна точка? Дека ние сме да. Дел од таа линија, зборам, не дека сме ние најбитните во целава работа. Што иднината на Македонија? Србија покажа страшен пример. Вучич игра, сега ја да вулгаризирам, како Тито. Со русите и со кинезите на сите страни, кога видоа европјаните дека овој стварно ќе застрани, па почнаа да го тинтраат, па он рече, ја од увек сам бил за Европу, и тако дале, европските вредности ги применуваме, преговорите ги продолжуваме и пари кротко јагне од 2 мајки цица, веќе и 3, а како тргнали ќе прави неврзаните, затоа што во овој момент мене не ми е јасно, тинтран од сите страни, страшен пиар. Ние ако пред 10 години предвидувавме еден страшен слом на Србија, Србија испадна тигар на Балканот, економски. Србија ја користи, Вучич го користи косовското прашање да се одржи на власт. Колку подолго го влекува косовското прашање, толку подолго ќе биде на власт. Ниеден друг политичар и лидер во Србија нема доволно капацитет, политички капацитет, да протне такво решение. Секој друг би го распнале на плоштад. Мислиш ке тогаш ќе заврши како Груевски, бидејќи Груевски беше условно реши го името, он не се осмели на тоа, нели, па бараше на други страни? Во случајот со Груевски има алтернатива. Во случајот со Вучич немаат алтернатива. Немаат алтернатива. Бидејќи шарената револуција видовме како помина таму. Да, помина за 15 минути. Да. И тоа беше тоа. Инаку околу линијата на огнот, дека сме Македонија на линија на огнот, го кажа прв, го употреби во говор Сергеј Лавров, кога имаше обраќање пред Комитетот за безбедност и надворешни работи на Руската дума 2015 година, кога кажа дека Македонија се наоѓа на линија на огнот и дека постои во разузнавачките кругови, се зборува за план во кој што Бугарија и Албанија треба да имаат заедничка граница. Тоа значи дека пола Скопје ќе биде бугарско, пола ќе биде албанско и по таа линија низ цела Македонија по така наречената Вардарска долина ќе се подели Македонија. 2015 кога го објавивме, ние тој го цитиравме Сергеј Лавров, ние бевме нарекувани лажни вести, ботови, не знам што. Гледаме дека во се понапредна фаза е тој план. Србија, значи тоа е целата идеја на ова негирање и недозволување на Македонија да започне преговори, затоа што Бугарија реално се надева дека ќе дојде до поделба на Македонија. Да, ако ние се повикаме на она што го кажал Лавров во 2015 година, тогаш тие имаат реална шанса, реален план, не е само надеж. Сметаш дека историски тоа може да се повтори трета балканска војна за поделба на Македонија? Не мислам дека ќе има војна, бидејќи
уште Како тоа мислиш дека ќе се изведе? 2016 тоа е долгорочен, по мене барем е долгорочен план. 2016 или 17 година Бугарија започна со една масовна кампања во Албанија, во Мала Преспа, во Пустец. Дека тоа се бугари, така. Дека тоа се бугари, донира огромни пари, организира неколку невладини организации кои што ги зачленуваат нашите македонци таму во нивните организации, книги, училишта, учебници, сето тоа оди на бугарски јазик. Се нудат пасоши на бугарски пасоши на македонци. Се со една цел да се каже дека таму нема македонци, туку дека практично има бугари. Обратно, во Албанија се спроведува во Бугарија се спроведува една друга, пак албанците спроведуваат една друга пропаганда, која што вели дека македонци практично нема, постојат бугари кај нас, постојат бугари тука, у средина што може да има? Или албанци или бугари, не може да има македонци. И тоа се користи сега и во Бугарија, се користи и во Албанија. Само ние тука зборуваме за тоа како треба да бидеме космополити, граѓани на светот, не знам какви се неграѓани, се освен македонци. И тоа е поддржано од низа на луѓе кои се представуваат дека се големи аналитичари, интелектуалци, а не го согледуваат това, или го согледуваат, но им е забрането да го зборуваат. Забрането им е да размислуваат на Како практично, и ако викаш дека е тоа долгорочен процес, нема да се случи преку ноќ, дали е тоа потребно да се покаже дека ова нефункционална држава, територија, бидејќи македонци нема, има северомакедонци или граѓани на Северна Македонија, нели, со новите учебници све се брише, све национално и така натаму со тоа, дека едноставно задолжување, рушење на економијата се основните чекори. Да. Те разбирам, на кај ти оди прашањето, извини, вака што ти летува сега вако. Слободно, ја тебе така сме научени ние, да. Ако Албанија добие датум за преговори со Европска унија, добро, а Македонија не добие датум за преговори со Европска унија, како мислиш дека би се чувствувале албанците? Овде? Тука. Сигурно дека најавија они како ќе се чувствуваат. Така, сигурно би сакале да бидат дел од држава која што е европска. Така. Како мислиш дека би се чувствувале македонците кои што во последните 15 години систематски се убедувани дека не треба да бидат македонци, дека не треба да си го сакаат македонското? Кој им е најблиску, кој им е најлесен да добијат оперативно, кој е најблиску, најблиска можност да бидат европјани? Имено Бугарија. Бугарија. Ако вие албанциве станат европјани во Албанија, а нашиве станат европјани во Бугарија, што останува од тука? Што ќе биде со оваа територија? И тоа е таа нефункционална. Па еве, ако го следиме планот или мислиш дека едноставно ќе има влада за оваа територија која ќе биде што или буквално делење на територија? Па буквално ние нон-пейпери гледаш и нон-пейперите. Еве, да, за нон-пейперите, еве го гледаш како збори Зоран Заев. Се надевам дека ќе влеземе во Европска унија и дека овие нон-пейпери ќе останат само шпекулација. И се надевам дека нема да има војна. Што значи, кога премиер кажува се надевам дека нема да има војна, тој де факто има информација дека се подготвува некаква војна. Црно не се пише. Па сега може би звучам вака многу дефетистички, ама не гледам излез реален друг од оваа ситуација. И пак ќе те прашам, џабе тогаш смена на власта? Што можеме тогаш ние да направиме? Еве свесни сме, еве се информираме. Еве и да грешиш 50%. Еве и да грешиш 80%. Еве, да ти е утка, да речеме, бидејќи овде поминале аналитичари кои тотално утињале и така натаму. Не дека биле лоши, искрено верувале во тоа што го зборат. Но еве 20% да е точно е страшно. Епа дај Боже јас сум само 20% во право и дај Боже да се смени што побрзо власта и да се ништо од ова да не биде така. Како може смената на власт ништо да не биде ова така? Како ние можеме да придонесеме како граѓани да си ја спасиме државата, да си ја спасиме, како да се почувствува? Знаеш, евреите во Варшавското гето беа колку милиони. Кога дојдоа на 50.000, кога стана, бидејќи ги носеа, нели, во Треблинка, во Аушвиц и така натаму. Тогаш станаа свесни дека нема крај, дигнаа револуција. Што треба овој народ да му се случи, да му стане јасно дека е буквално загрозен и што треба да направи? Епа еве, јас на пример ќе предложам, јас и ти имаме
и одговорност кон тоа што кон професијата да го едуцираме народот. И во таа насока ги кажам, најдобра лекција за тоа како се чува и се гради држава се имено Израел и евреите. И има една книга која што се вика Нација во подем. Тоа е кратка хронологија на тоа како Израел стана тоа што е денес. И би им препорачал на сите да седнат и да ја прочитаат книгата, да видат како изгледа стварање на држава и што значи жртва, што значи она што можеш ти да го дадеш за државата, а не државата што може да даде за тебе. Знаеш денеска кај се бира и денеска кај се бира владата на Израел? Во Њујорк. Њујорк без амин на нивната диаспора, влада во Израел не може да има. И тие не викаат диаспора на Израел, тие викаат еврејски свет. Еврејскиот свет. А ние диаспора, нешто како да се елиени. Да. Затоа и нашиве нели од надвор не го сакаат тој збор. Македонците. Значи сите македонци вклучително надвор да ја кројат судбината на Македонија, а не шака луѓе овдека. Така е, се согласувам. Сметаш ли дека овие протести ќе бидат помасовни од претходните на 29 мај, дека можат да пренесат една нова порака и да го охрабрат народов? Јас ќе бидам предпазлив оптимист. Мислам дека имаат потенцијал овие протести да бидат помасовни од тоа што беа претходно. Барем мислам дека треба да бидат, но дека ќе имаат најмалку масовност колку што имаше на 25-ти, мислам дека да, ќе имаат. Саат и 40 минути без пауза. Па, ако сакаш ќе продолжиме уште, јас сум спремен. Мислам дека е сосема доволно, една убава сеопфатна анализа. Мене ова бидејќи ми е прва средба со тебе пред камери, се надевам дека ќе ми бидеш на располагање друг пат кој ќе имаме, например, некоја детална анализа да се фокусираме само на една работа. Бидејќи многу ретко кај нас е катастрофал. Никој не разбира меѓународна политика. За да ја разбереш домашната политика мора да имаш јасна представа. Не знаат. До предејане, као македонски бизнисмени се, нити знаат англиски, нити читаат странски фактори. И ќе дојде на телевизија и ми збори за СДСМЗ. Абе, не можеш да збориш ако не го знаеш целиот контекст. Ние сме предплатени на Foreign Affairs и на, како се вика, на Economist, Wall Street Journal и слично. Ни стигаат печатени верзии секој месец. И јас гледам, пошто има серијски броеви, колку во Македонија стигнуваат, например, печатени изданија на Foreign Affairs. Јас сум пети. Foreign Affairs, 5 доаѓаат у Македонија, јас сум пети од Foreign Affairs и сега тоа ти станува јасно колку луѓето кај нас или политиката, или новинарите, или така наречените аналитичари се интересираат за тоа што се случува околу нив. Тоа ти ако сега ти тука да седиме да дискутираме било што, а надвор да има пожар и да има пожарникари и да гасат, ама ја ти збориме колку ни убаво студиото. А ќе изгори за 5 минути. Ја ти благодарам на вечерашното гостување, ми беше задоволство да го слушам твоето излагање. Не говорам дали се согласувам со се што го кажа, но задоволен сум што излеков толку многу од тебе, бидејќи убаво една сеопфатна анализа на целата. Јас ти благодарам на тебе и морам да се заблагодарам во оваа прилика да искористам, да се заблагодарам Инфомакс и јас не би стигнале до овдека да не беше поддршката од дома или од сопругата, да и се заблагодарам на неј за оваа прилика. Слободно кажи имиња. И таа беше таа која што највеќе ме поддржува кога почнавме да го работиме, да ја работиме оваа идеја, да го работиме Инфомакс. Ни мојата госпожа да не беше со поддршка, ја немаше да стигнам ова кај што сум. Вика, секоја вечер сама дома со децата да ме оставаш, вика. Која жена ќе те истрпи? Ете има и други. Имаш ли уште последно, имаш ли притисоци дома? Како се носите со овие притисоци? Имаш закани, имаш пресуди. Како? Гледам, ти си прилично стабилен, емоционално, имаш фокус еден. Имам еден другар од прво ден, од забавиште сме заедно. Добро. И кога почнава на галама околу ќе те судиме, ќе идеш затвор, ќе те апсиме, не знам што, имаше такви закани, имаше Зоран Заев рече дека ќе ме тужел на јавно. Сите мислеа дека не знам, јас сега сум источен, ќе си барам приватно обезбедување, ќе се кријам и слично. Инаку јас сум од Ѓорче Петров. Ѓорче Петров, знаеш пошто е вака позната населба? Едино што немате пасош, иначе знаеме, држава знаеме. И сега се случи тоа што се случи, ми се јавува другаров, вика, слушај, вика,
ја вика ги гледам овие вика како ти зборат ке тапселе ке тоа, они не разбираат дека ова за тебе е забава. Така да, немам проблем со има закани, нормално. Има закани, пуштаат па не знам. А дома сопругата твоите окей се? Не, сопругата заедно со мене у бизнисов. Така. И да, долги години претходно во политика и ги знае овие работи многу подобро можеби и од мене. Така да немаме тука проблем. Заедно го работиме практично. Така ли? Да. Значи следното гостување она да биде подобро. Па е, како Не е проблем. Ти благодарам уште едно за гостувањето. Ти благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечер. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно. Во тоа со Дефинитивно. Ако е нашата методологија точна, тоа ќе може да се Воопшто мене ми изненади оваа ваша изјава дека Ние слушавме коментаторот од светско првенство. Добро. да кажеме парот е Според процент. Република Македонија. Се различни Ја мислам сервиси, сепорт и поддршка и хардверски и софтверски апдети, све, па ќе ти дојде да си ја купиш играта пример за PlayStation 4, доколку имаш 5-ка си миња дополнителен патч, кај што си ги апдейтува работи да изгледаат малку поарт. Требаше да се преземат додека пред да се дојде до 800-900 на ден. Едниот начин за тоа нешто е ние да го отелотвориме. наоѓање на некое средно решение кое што би можело да ги задоволи и регионалните интереси, но и стратешките интереси на големите сили. И пробуваме сите да ги со тие првите два чекори да ги изгрижиме, да не мора да дојде до интубација. И тоа е целта на интензивната терапија. Ако сакате секогаш да имате работа, одете на интензивен. Андрей 10. Како ќе успееме, повторно ќе кажам, ако се обединиме. Поседуваме една од најчистите, најпитките води во светот. И што е најубаво анализира некој што е од страна. Тие што прележеле и веќе немаат антитела, значи имаат некаков имунитет. Само кај 0,02% се случиле повторни инфекции. Иначе отказвам од собствено 16 краков. Сакам нам песна напишено, јас да те гледам, сакам. Да, со се души поплескаво. И од мене. Вино да пија и со Јанко книга да спија. На словенското пење, поточно на словенскиот јазик и тој тип на сензибилитет, што ти го карактеризираше како ИСО. Ние сме во право единствено кога минеме од една во друга крајност. И сега патуваме кон другата крајност и тука сме управо. И јас да ги научам луѓето и ти да ме научат мене, човек не комуницира само со зборови, тој комуницира и со енергија, а таа енергија не може секој да се почувствува такви големи далечини.
cheesecake. Може за госпожата. Добро. Еве, за Боже ќе земеме ендакси автоме терамису, а потоме базе. Базе. Гледање филмови, Blu-ray, Netflix. По една чаша да изпиела. Затоа што мајка му чисти, пере, готва, татко му само седи и пие. Зашо мора на мајка му одменица да бара, бе? Што не побара на татко му одмени. Така одма ќе се нападам ти се. Кога почне да ми плива косо, не ми е у реду рибава. Ја идам во аптека, она ме гледа, вика, за тебе ли се, вика, да ти кажам како се пијат. Викам, не се за мене, викам, имам риба, викам. Вика, па ако пие рибата и ти треба да пиеш. Тие флажил биле за меѓуножни инфекции, разбираш? Ама викам, девојче, викам, за златна рибка ми се, добре бе, на сите им се златни, па ти, па виш. Арно ме подсети муавето. У театар како е? Супер. Сам си го барате, господине. Он ќе ми игра во представата и прв пат ќе се појави во театар. Конечно на представа, тоа требаше да се свртам, а ти ме театар. Да. Што ми кажа? Как луѓе ја за тебе? Права комуњара е. Ѓорги. Да. Ѓорги Далтон да те вика. Да. Сега имам еден апел, значи... Да не имаш браќа? Имам еден брат, тие Далтони што вече 4 аверел сум јас, најглупиот, само слушај, нема проблем. И емисијата ве поздравува. Татко ми ја слуша емисија на горниот телевизор, само да му кажам да го пушти боле одгоре. Да пушти. Пушти горе, молим те. А грејалицата? Парадокс. Живот една жена, а оваа до него. Само да си доеме дома. Погорево ечка мамо планина, Прилепско поле. Има една Почитувани гледачи, тоа беше се